Промена е на сезоната и време за пролетен здравствен преглед. Проверете ги барем притисокот, крвта и шеќерот. Овој преглед е многу важен зашто сезонската исхрана содржеше многу сол, шеќер и калории. Тогаш повеќе консумираме месо. И житарки, последната малку повеќе лепче. И од месо и од се повише турши, ајвари, зимото тоа е. Ги советуваме нашите пациенти да при промена на временските прилики да направат еден контролен превентивен преглед кај своите матични лекари, што всушност ние секојдневно го работиме. Ова е како било досега, но со промената на временските услови се менува и начинот на исхрана. Обично свежо, салати, црвено месо избегаваме. На пазарот што има се излева салатите, зелката, моркови, цвекло, салати правиме. Месо сме повеќе на пилешко. Каква храна е добра за овој период од годината? Храна која што е полесна за организамот, која што ќе го хидрира организамот, нема да ги потенцира симптомите на хронично болните. Значи тоа е храна која што е богата со растителни влакна, течности. Сите производи од природно потекло се исклучиво корисни, но еден од оние на кои им доаѓа вистинската сезона е оцетот од диви јаболки. Правиме екстракција на него, екстракцијата е со семките, бидејќи во семките, не знам гледачите колку знаат, има еден литрил, што е многу корисен за здравјето. Прави зголемување на имунитетот, јаболковата киселина, после тоа сите вируси што се на грип ги уништуваат. Кога се јаде протеинска храна, да речеме, треба исто јаболкова киселина доста да се внесува, значи преку киселата салата. Колку поздрава храна, толку полесен и подолг живот. За подсетување, просекот на живот кај нас во Македонија е 74 години, а во Европа цели 82.